Најновото книжевно дело на писателот Јован Дамјановски "Кафез за душата" вчера вечер во Тетово доживеа официјална промоција. Професор доктор Велес Милевски, кој воедно и уредник на романот, истакна дека романот представува еден длабок допир со стварноста на луѓето, кои како сенки незабележливо минуваат низ времето и животот. Фасцинира податокот дека Јован Дамјановски ни го понуди своето најново 16-то дело романескно, и тоа е податок кој што може да представува чест не само за авторот, туку и за македонската литература. Јас како член на Друштвото на писателите на Македонија, како најнепосреден соработник со Јован Дамјановски и со повеќеми на писатели од Тетово, ми значи оваа промоција и овој културен настан кога го представуваме тоа дело со оглед на неговите вредности од естетска гледна точка, но и со оглед на темите што ги зафаќа Јован Дамјановски не само во "Кафез за душата", туку и во сите негови досегашно стварување на планот на романот, расказот, драмата и литературата за деца. Ми представуваше чест да присуствувам на овој убав настан и верувам дека Јован Дамјановски наскоро ќе ни изненади и со нови дела. "Кафез за душата" е роман во кој се сублимира целокупното досегашно творештво на писателот Јован Дамјановски, рече професор доктор Мишел Павловски од Институтот за македонска литература. Ова е роман во која се концентрира и се сублимира целата поетика на Јован Дамјановски. Во овој роман се препознатливи и поетиките, и естетиките, па ако сакате и етиката на авторот. Мислам дека е тоа многу значајно, особено кога станува збор за 16-то дело на еден автор. Јован Дамјановски без друго знае да си поигрува со јазикот и знае јазикот во своите дела да го направи динамичен и пред се и над се читлив. Романот го представува животот на тетовка која била на работа во јавна куќа во Париз, а потоа се враќа во родниот град, за да ја најде својата среќа и да ја доживее љубовта со човек кој знае да простува. Со една длабока воздишка за радост и задоволство што дојде олку луѓе кои што веруваме посетуваат. Во основа, стожерот на оваа книга е психолошка драма на една наша современка која што е една специфична работа во странство. Работи како проститутка во бордел во Париз. Таа се обидува да влезе во новиот живот, нов живот, но со големото наследство од животот, неморалот и етичкиот кодекс кој што се пореметува во животот, но верува дека сепак и со пепелта од неморалот и со пепелта од лошиот живот може да растат и ружи. Промоцијата беше збогатена со песните на музичкиот состав Шербет.